Бугарија ни подготвува ново ценовно цунами. Струјата веројатно ќе порасне за 20%, што ќе повлече бран поскапување буквално на се. Премиерот Димитар Ковачевски конечно призна дека бугарската такса за рускиот газ сериозно ќе влијае на цените на енергенсите. За разлика од Белград и Будимпешта, Скопје нема храброст да се обрати директно во Софија, па помош бара од Брисел. Значи и јас и министерот за економија реагиравме во Европската комисија. Јас преку претседателката на Европската комисија, тој преку соодветните директорати, дека ова такса е нешто што не треба да биде воведено, со оглед на тоа дека целокупниот капацитет на влезната страна кон Северна Македонија е даден од страна на Бугарија на Газпром, што значи дека ваква такса ќе предизвика зголемување на цената на електрична енергија и затоплување кај нас до 20%. И затоа побаравме да се ослободи капацитет за да може Северна Македонија да набавува газ од други извори кои што нема да биде руски газ и значи со тоа нема да биде оптеретен со оваа дополнителна такса. Сепак, откако стана известно дека бугарската такса останува, премиерот најавува можност и за арбитража пред меѓународен суд. Таксата е 10 евра за мегават час. Софија од неја очекува годишен приход од 1,2 до 1,5 милиарди евра. Ќе важи за сиот руски газ кој минува низ нејзина територија. Ова е најголем проблем за Македонија. Србија и Унгарија кои во најголем дел гасот го добиваат преку Бугарија. И доколку струјата поскапи за 20%, тоа дефинитивно ќе се одрази и на цената на сите други производи што повторно би се разгорела инфлацијата, која за жал се уште не е зауздана. Шокантните поскапувања минатата година започнаа токму поради поскапиот газ поради војната во Украина. Инфлацијата во Македонија и сега е меѓу највисоките во регионот и во Европа. Во октомври таа беше 6,6%, а лани достигна скоро 20%. Ниво незапаметено од раните 90-ти. Граѓаните велат дека последниот период повторно се присетуваат на транзицијата, кога речиси секој ден во продавниците ги дочекуваа нови повисоки цени.